Нема позитивен одговор од пробиштипските локални власти за отворање на нов рудник за злато и сребро во реонот Плавица. Идниот рудник ќе има површински коп. Тоа за пробиштипскиот градоначалник Драган Анастасов значи дополнителен извор за загадување на воздухот. Согласно нивниот проект, односно нивната намена, тие ќе мора да прават ново јаловиште кое што ќе биде на северниот дел од општината, односно од сама, да речем, периферија на градот. Во меѓувреме, општината бара начини како да се затвори еден од најголемите локални извори на болести, старото хидројаловиште, лоцирано на влезот од градот. Една од опциите е на овој терен да се изгради фотоволтаична централа. За тоа да се реализира, неопходна е претходна подготовка на земјиштето. Одиме на проект да ја рекултивираме, односно да се затвори таа со повеќе слојни насипи, со геотекстил мембрана, со дренажен систем, со подпорен зид кој што каде што ќе истекуваат сите оние загадени води. За таа цел изготвени се 2 студии вредни 5 милиони евра. Дополнително подгревање на ставот на градоначалникот да даде негативен одговор на Silgen Resources International, компанијата собственик на идниот нов рудник за злато, е и информацијата што пристигна пред извесно време од Министерството за економија. Од нивна страна на оваа компанија не е дозволено ново концесионо експлоатационо поле.